На оваа тема, како и за последната кампања на платформата за тргување со криптовалути, што ветува профит, а всушност е голема сајбер измама, разговараме со нашиот соговорник, инаку експерт за сајбер безбедност Божидар Спировски, кој го имаме на Скајп во Македонија наутро. Добро утро, Божидар, и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Секогаш, мене ми е задоволство. Пред да ги отвориме темите кои што пред малку ги најавив, мора да споменеме викендов имавме ни пристигна информација која што глобално сите не загрижи, падот на IT системот низ целиот свет. И сега ова отвори прашањата за тоа колку и дали ни е навистина кревок дигиталниот систем во целиот свет. Треба ли оваа тема малку посериозно да се свати? Искрено да бидам, ова е настанот кој што се случи во петокот е голема шлаканица за сите во оваа индустрија, за сите во IT индустријата и едно грубо будење во однос на територија, на тема која досега сите ја претпоставувавме дека е добра затоа што се е во ред на таа тема. Значи за гледачите чисто накратко да објасниме, компанија која се вика CrowdStrike, лидер во сајбер безбедноста на светско ниво, преку 22%, ако не се лажам, од светскиот пазар на антивируси е покриен од оваа компанија. И огромен е бројот на компјутери на кои што е инсталиран овој софтвер на оваа компанија. Истата таа компанија во четвртокот ноќта имала некој си редовно ажурирање на софтверот, но имало голема грешка. Технички грешката била многу незначајна во однос на тоа што програмерот гледал, но ефектот на грешката беше драматичен, бидејќи утрото огромен процент на компјутери едноставно се срушија, не работеа. Затоа што точно во тој софтвер се случило некое ажурирање, тој го заглавил оперативниот систем, значи да потенцирам нема овде сајбер напад, нема малициозна намера, се работи за грешка. Страшниот момент и будењето, грубото будење за целата оваа наша индустрија дека сите ние даваме некакво право на некаков софтвер на кој што му веруваме затоа што го нарекуваме антивирусен софтвер, заштитен софтвер, и ако тој сгреши, ако компанијата што го произведува тој софтвер сгреши, последиците се страшни и се многу напорни за опоравување, иако никој немаше малициозна намера, немаше штета направено во смисол на уништени податоци, едноставно запре работењето на овие компјутери. Да, многу беше страшно. Дали треба да почнеме да размислуваме поинаку, од една страна да, од друга страна не. Ни требаат тие антивирус системи, сепак, затоа што премногу други закани има на светот од кои што тие не штитат. Но како ги третираме тие антивирус системи, како со нив работиме, посебно кога зборуваме за големи организации, авионски компании беа запрени, возови не возеа, граници не беа затворени, беа запрени и така натака, огромни системи беа запрени. Системот, користењето на овие антивирусни системи во такви големи организации ќе мора да се промени, ќе мора да биде посистематски и од страна на корисниците и од страна на производителите на тие системи, затоа што CrowdStrike ни покажа нова точка на ранливост на сите наши системи. Некои ја зборуваа, некои не, ама сега ја видовме. И додека светот изминативе недели беше фокусиран на најважната споредна работа фудбалот, сајберкриминалците го искористија моментот за да профитираат. Оние кои што се во вашата фела велат дека истата опасност ја демне и престојната Олимпијада. На што треба да се внимава, Божидар? Значи го слушав господинот кој што беше во ведниот прилог и се фокусираше на опасностите кои што ги демнат Олимписките игри, односно системите на Олимписките игри, најмногу од активисти. Дали тоа се држави кои што имаат нешто да кажат на светско ниво, или се терористи, или се политички активисти, или се активисти за заштита на човечката средина, сите тие напади, односно загрозеноста, примарно паѓа на системите кои што ќе управуваат Олимписките игри, системите на Олимпијадата. Граѓаните од друга страна имаат еден поинаков ризик на кој што би сакал да ги подсетам сите, последно што е лето и луѓе патуваат. Граѓаните примерно нема да бидат таргетирани од овие активисти. Активистите сакаат да имаат видлив голем бум настан, кој што ќе биде видлив за сите медиуми и тоа ќе биде најчесто на сајтот на Олимпијадата или ќе запре некоја трка, тоа ќе им биде целта. За нас како граѓани
таков бум, дури да не хакираат, нема да имаат тие активисти, ама затоа криминалците ќе си дојдат по своето и ќе речат ајде сега да заработиме од сите овие луѓе што се заинтересирани за Олимпијадата. Како ќе го направат тоа? Многу едноставно, како и секогаш, лажни билети, кампањи за ефтини билети, просто речено измами од секаков можен вид. Најпрво за билетите кои што никој не ги има овие билети, ама вие можете тука да ги купите за само толку евра, не знам, 10-15 евра, ако се тие 100 евра, или некој си VIP пристап за некој настан кој што всушност не ни постои, ама вие не можете да знаете дека не постои, а ете по пат сте, супер би било да отидете и да видите такво нешто. Значи купувањето на такви работи, прво ќе ви извлечат пари за таа поединечна трансакција, второ ќе имаат вашата кредитна картичка, трето ќе имаат ваши лични податоци, значи сума сумарум секој пат истата работа ќе ви ги дигнат податоците и парите. Вториот аспект кој што исто така не смееме да го занемариме е резервациите на сместување. Дали тоа се хотели, дали тоа се Airbnb, дали тоа се некои други локации. Секое лето доаѓа до експлозија на овие измами и ова лето исто така, буквално мој драг пријател доби точно таква измама, порака на измама преку Booking пред 10 дена, точно затоа што човекот резервираше со семејството да оди да ја гледа Олимпијадата. Така да два елементи на кои што дефинитивно мора да внимаваат граѓаните во овој предолимписки и олимписки период се патувањата, резервациите на билетите за самите настани и нивните хотелски резервации или каде да имаат резервирано. Кога ќе заврши Олимпијадата, ќе има уште една кампања. Таа ќе биде за ефтини маички и останати оние производи што се врзани за Олимпијадата, кои што исто ќе се појават лажни сајтови што ќе ви ветуваат дека сега има дампинг цени или сега ова се дава гратис, дали тоа ќе бидат куклички, маички, капи, не знам. Убави се обично тие производи, навистина се убави да се купат, да се имаат и луѓе ќе речат еј супер, за малку пари јас ќе го добием ова. Уште една тура на измама ни следи откако ќе заврши Олимпијадата. Го споминавте Booking и тука сакам да се задржам на ривниве минути. Повторно имаме измами на Booking и оваа година, како впрочем и минатата. Тука некаде деновиве се огласи директорката на компанијата, која што изјави дека во изминативе 18 месеци бројот на сајбер измамите се зголемил за 900%. Прашањето ми е на што да внимаваат сите оние кои што преку овие апликации ќе се обидат периодов да резервираат летен одмор? Да им дадам прво една слика на гледачите за зашто се случуваат овие измами и како е толку лесно да се случуваат овие измами. Најпрво Booking е джиновска платформа. Количеството на хотели, на поединечни апартмани, на приватни лица кои што издаваат нешто таму е огромен, незамислив што се вика. Во една таква маса на содржина, која има маса на различни компании и индивидуи кои што нудат некакви услуги, многу е лесно да се заработи. Едноставно има многу луѓе кои што многу пари се движат на платформата и затоа е таа многу примамлива. Како се случува нападот? Постојат повеќе техники. На крајот на денот сите се сведуваат на тоа дека криминалецот ќе се обиде да ве пренасочи на некој друг сајт, на некој друг систем за трансакции, каде што вие ќе му ги дадете парите нему, наместо на хотелот, односно на Booking. Техниките се од тривијални, каде што некој буквално ќе ви прати имейл, обидувајќи се да ве убеди дека тие се вистинскиот хотел, па дајте ни ги нас парите. Во еден период дури и ова беше пракса. Јас се сеќавам грчките мали хотелчиња, после резервација на Booking ви се јавува и велеа а добро да ми платиш ти мене 20% поевтино ќе биде, така да луѓето во Македонија барем се навикнати дека ова може да се случи и не им е толку изненадувачки. Но тие времиња замина, а сите пробаат да бидат заштитени и малите хотелчиња и граѓаните, така да таквите имејли најчесто земете ги не со зрно сол, со вреќа сол, со огромна резерва. Немојте да им верувате. Подобро е да платите малку повеќе отколку да нема така да преспиете и да ги изгубите парите. Значи, да се вратиме, имейл како основната техника, која што е лесно препознатлива, онаа која што е многу поопасна е порака низ Booking платформата. Наеднаш вие ќе добиете порака која што изгледа како да е буквално од хотелот каде што вие имате резервација.
И бидејќи верувате на Booking платформата, велите, па да, ова е логично, од тука ми праќаат, а пораката повторно вели, јас не можам, односно хотелот вели, не можам да ве верификувам поради некоја причина, секакви бизарности постојат во таа верификација, односно во таа тврдење, и пратете ми ги парите на оваа сметка. Или одете на овој сајт, кликнете тука, тоа обично изгледа како лажиран Booking сајт и повторно платете пари. Или платите ми во криптовалути, и тоа беше честа. Сега веќе со криптовалутите помина модата, така да нема толку многу во криптовалути да некој бара пари, но едноставна е трансакцијата, отидете на друго место, дајте пари, отиде возот, ќе ви ги земат парите. Како се случува ова, да разјасниме за гледачите, бидејќи е најневеројатно дека може некој хакер да влезе преку Booking платформата. Како што вие сте корисници индивидуи на Booking платформата, тој што го води хотелот исто така е корисник на Booking платформата. Само во неговиот интерфејс има начин да внесе слики, да стави цена и да каже колку пари, каде треба да му се плати нему. Практично неговиот интерфејс е малку различен од вашиот, ама и тој е човек. И неговиот юзернейм и пасворд можат да бидат хакирани. И се многу често хакирани. И тоа е начинот на кој што ги добивате сега пораките од криминалците, затоа што тој некој оператор на хотелче, покрај тоа што трча да исчисти сите соби, да му се задоволни сите гости во неговото хотелче денеска, во текот на еднаш во седмицата ќе оди да провери што има на Booking и ќе ажурира. Некој во меѓувреме му го нашол пасвордот, влегол на негово име, пуштил порака на сите резервации што ги гледа и ќе заработи. Најдобар начин да се избегне ова, само уште ова, е кога ќе добиете таква порака, обратете се до сапорт на Booking со скриншот дали ова валидно. Проверување, апсолутно да. Или онаа народната отворете 4 очи, треба да ни биде навистина правило во онлайн просторот. Сакам да продискутираме за уште една измама, Божидар, која што многу наликува на она од пред неколку месеци, кога јавни личности, името на јавните личности и фотографијата беа злоупотребувани за продажба на лекарски препарати. Имаме слична измама со објавување на стати на Facebook, на Instagram, од наводно познати медиуми, но од сосема нови домени. Тука, колку треба да внимаваме и како всушност да ја препознаеме измамата? Оваа измама е екстремно комплексна, иако за човек кој што е во фелата прилично едноставно да се препознае, но ајде да поминеме за сите граѓани низ целата приказна, што се случува, што е измамата. Крајната цел на измамата е да ви земат пари. Значи да почнеме од целта. Зошто го прават тоа? За да ви украдат пари. Втора опција е да ви ги украдат личните податоци. Имам информација за луѓе на кои што иму се земени пари и не виделе ништо од сето тоа, и луѓе кои што не внесле пари, ама ги внесле своите лични податоци, својот телефонски број, сега ги вознемируваат од секакви броеви по цел свет, им звонат, луѓето се исплашени, не креваат слушалка, но јасно е дека некој некаде ги продал нивните податоци. Како оди нападот, како оди измамата? Се објавуваат вести, спонзорирани вести или само пласирани од некаков акаунт, кој знае од каде, кој знае од што, кои што линкуваат до сајт. Веста тврди дека овој, значи ќе парафразирам, ама нешто во стилот имаме интервју кое што е избришано, интервјуто е со позната личност од Македонија, со фотографии некакви, и тоа наводно лажно интервју, во тоа наводно лажно интервју од кое што оваа вест е транскрипт, значи постоело интервјуто, било избришано интервјуто поради нешто, ова е транскриптот, се вели, јас не можам повеќе да издржам, морам да кажам, има едно чудо пари да се заработат на криптоплатформа со тргување, ама Народна банка е многу лоша или некоја институција, зависно од тоа која е формата на оваа приказна, е многу лоша, забранува, мене ме тужи, ама ете јас не можам да не го кажам ова и така натака. Значи целата приказна се врти дека некој наводно позната личност на која што теоретски може да и се верува во оваа држава, веќе има позитивно искуство, ама не смее тоа да се каже, ама ете ја откривме тајната и ова е линкот, во целиот тој текст на многу места се појавува некој линк, кој што води наводно до некаква платформа за тргување со криптовалути. Од таму кликате, ако некој реши да клика, значи најпрво целото тоа лажно интервју избришано е полно со
со дубиози. Најпрво, самиот сајт кој што тврди најчесто дека е Кајгана или CNN или било што, оди на некаков нов, најчесто домен нема врска со оригиналниот сајт, тотално лажиран, како и текстот. На дното на тој текст стои нешто што изгледа како Facebook чет дискусија на луѓе кои што сите се одушевени колку пари заработиле и така натака, што е повторно лажна содржина, само обидете се да внесете текст, таму ќе видите дека не можете да ставите ваш коментар, едноставно и тоа е лажна слика. И кога ќе отидете на сајтот, сајтот повторно ве води на нешто што изгледа како платформа за тргување, можете да се најавите, она што е дополнително дубиозно, за да се најавите не ви бара ни лозинка да внесете. Само ви бара име, презиме, телефонски број, стиснете ОК, наеднаш магично вие сте логирани и ви вели супер, сега може да тргувате, ама морате да ми внесете пари и следниот чекор очигледно е внесете кредитна картичка за да ви земеме одредена сума на пари. Ова е крајот всушност на измамата, затоа што кога ќе внесете кредитна картичка, отидоа парите. Така да, тоа е но тука се исто така законски покриени, бидејќи постои уна нели предупредување кое што редовно треба да го прочитаме за ризикот од давањето на податоците. Тешко е да се препознае дека станува збор за измама. Не, значи не е за ризикот давање на податоци, туку предупредувањето кое што сега веќе научија криминалците дека многу едноставно да се покријат е ова е некаква платформа за тргување со криптовалути. Дали таа е вистинска или лажна, не е битно, но сите платформи, и вистинските и тргувањето на берза било каде, имаат предупредување кое што вели со тргувањето на оваа платформа вие се согласувате и сте свесни дека постои ризик дека вие ќе ги изгубите сите пари, затоа што постои ризик во ова тргување. Вие кликате да се согласувам, да прифаќам, бидејќи кога луѓето сакаат да се обидат да тргуваат мислејќи дека ќе заработат некои пари или многу пари, едноставно се оптимисти, кликаат на тоа, велат ете јас прифаќам, тој некој му ги зема парите, дали на вистина тргува некој некаде на некаква криптоплатформа или едноставно ви покажува само исцртана слика од компјутер без никаква содржина позади и вели жалам ги изгубивте парите затоа што тргувањето беше неуспешно, во секој случај вие сте ги изгубиле парите, а како што кажавте, формално правно не може многу да бара граѓанинот затоа што кој да бил од другата страна ќе му рече па ти се согласи на овој ризик, тоа е прифатливо. И за да сумираме, како во ова време, Божидар, кога секој денар ни е важен, да се заштитиме од вакви измами? Бидејќи технолошки измамите стануваат на вистина се потешко препознатливи. Сајтовите се тие кои се, како што објаснив, во Booking некој ќе хакира хотелче од Booking и после ќе прави измами низ Booking додека го најдат во целата таа шума од пораки и така натака многу долго време треба да помине. Граѓанинот исто така она што го кажав, не можете да очекувате дека властите ќе ве заштитат од нешто што самиете сте прифатиле како ризик дека ќе ви се случи. Она што можам да го дадам како препорака е, ако е премногу добро да биде вистина, не е вистина. Ако некој ви нуди премногу ефтини карти или невидена понуда, не е вистина. Ако некој ви нуди да тргувате на криптоплатформа и од тоа ќе врнат пари, да размислете зошто ви се рекламира тоа нешто. Ако некој на вистина има таа тајна формула, тој ќе ја крие, ќе ја искористи за себе, ќе заработи планина пари и нема да ја каже на никого. Која би му била целта да ви ја каже вас. Значи, ако е на вистина добро, не е вистинито. Бидете исклучително сомничеви по овој основ. А ако добиете низ вистинската платформа нешто што е тотално неочекувано, како платете ми надвор од платформата, имате две опции. Или повторно да го прифатите ризикот да се коцкате, можеби ќе имате поевтин хотел, или добрата варијанта по мене, обратете се до поддршка и побарајте потврда. Затоа ние се обративме за да побараме помош. Благодарам за сите совети и одговори кои ни беа неопходни во Македонија наутре. Благодарам.